На држаниот 29 републички фестивал на училишни хорови и мандолински оркестри кој викендов се одржа во Кавадарци, успех на училишниот хор и мандолинскиот оркестар при основното училиште Никола Карев. Освоени втори место, што е секако голем успех во конкуренција од 22 хора и оркестри. Имаше 22 хора од цела Македонија, најдобрите хорови, уствари тие се стварно најдобри од толку, например, од 367 училишта во Македонија, беа рангирани само 22 училишта на основното образование, во кое зедоа и учество после и средните образование, ама ние не се такмичевме во тој ранг, него само на основното образование. Така да, солидна награда ни дадоа освоено второ место со оркестарот, каде што исто така се пласиравме со соодветна програма која беше зададена. Свиревме обавезна композиција, значи секој оркестар свиреше обавезна композиција и слободна композиција. Од оркестарот имаше една композиција Дожд се вика од Блајо Крстовски, а од слободна композиција ја избравме игра од операта Орфеј од Глук. Јас сум Сандра Нумова и сум член на хорот при основното училиште Никола Карев. Ние се надпреварувавме на државниот надпревар во Кавадарци и конкуренцијата беше доста јака, но сепак ние со труд се изборивме за второто место. За време на прогласувањето на наградите, ние сите бевме многу возбудени, бевме во исто време исплашени и срекни затоа што сме успеле да се пласираме на државниот надпревар, но исто така очекувавме и нешто повеќе. Се израдувавме кога дознавме дека сме земале второ место и нашата среќа беше неизмерна. Успехи на учениците поети од ово училиште на меѓународен фестивал во Бачка Топола во Србија. Овогодишниот лајт мотив на фестивалот беше детство обединето во различности. Имено на овој фестивал зедо учество околу 2000 деца од просториите на бивша Југославија, Србија, ученици од училишта во Црна Гора, Словенија, Хрватска, Република Српска, Босна и Херцеговина, како и Македонија. Целта на фестивалот беше да се поттигне детското творење, да се промовираат творечките способности на младите, да се негува мултиетичноста, како и да се популаризира престојот во природа, во срцето на Бачка Топола. Ако на сето ова се додаде единствениот панонски парк каде се изведува програмата, а која е под заштита на државата и реткост во Војводина, тогаш сета ова манифестација добива огромно значење и тежина. Конкурсот беше распишан во 8 категории. Ние учествувавме во првата категорија на создавање на литературни творби, односно поезија и проза, и при тоа нашите ученички се здобија со добри награди. Јована Благонова е наградена доби трето место во категоријата Расказ, значи трета награда. Јована Благонова ученичка од 8-2 оделение. Понатаму Натали Веселиновска доби специјална награда во категоријата Поезија од 604 оделение и Верица Карова доби пофалница во категоријата Поезија исто од 604 оделение од нашето училиште. Јас сум Натали Веселиновска од 604 оделение, учам во основното училиште Никола Карев. Добив награда во Србија специјална за тема Сонце во сончогледот. Да, јас сум задоволна со наградата. Јас сум Верица Карова од 604 оделение. Учам во основното училиште Никола Карев и ја добив пофалницата за тема за песната Сонце во сончогледот. И јас сум многу задоволна од наградата. Јас сум Јована Благонова, ученичка од 8-2 оделение од основното училиште Никола Карев Кочани. Учествувавме во фестивалот 8 Мраковденски средби на деца и поети во Бачка Топола, фестивалот меѓународен карактер, при што ја земав третата награда на фестивалот во делот за пишување на проза и најдобри раскази. Ова е уште еден голем успех на учениците од ово училиште кој континуирано преку целата година освојуваат награди на повеќе државни и меѓународни надпревари.